Така е, да, на крајот ќе има пење, за да се разбере всушност зашто имаме токму тука вклучување. Станува збор за успехот на учениците кои што учат во основното училиште Кузман Јосифовски Пито, имено со нивниот талент, нивните гласови, инструментални вештини го освоија првото место на светскиот надпревар во фолклор во Италија. Нешто повеќе за успехот во продолжение ќе слушнеме од мојата денешна гостинка, професорката Вера Ангелова, но подоцна ќе слушнеме нешто и од соло гитаристот кој заедно со нас и учествуваше на надпреварот во Италија. Најпрво да ви посакаме добро утро на професорката. Добро утро на вас и на сите гледачи на вашата прекрасна телевизија Телма. Веднаш ќе прашам како се чувствувате откако го постигнавте овој успех, со оглед на тоа дека и не е единствен успех, досега многу пати сме биле тука. Чувството е прекрасно, среќна сум многу, како јас, така и моите ученици, моето училиште, верувам дека и државата, нашата општина, затоа што ова не се случува секојдневно. Значи, секоја година во исто време се одржува во Лидо Ди Соло ваков еден фестивал надпреварувачки, каде што во многу категории може да се земете учество и да се бидете вака пресреќни кога ќе се вратите од исто така еден преубав фестивал и организиран од нивна страна и уште пак не само едно прво место, кога ќе своите 3 први, 2 втори и 2 трети места, среќата е поголема. Колку треба труд, колку треба дарба, можеби, за да се освои првото место на еден ваков надпревар? Вака, најнапред да ви кажам дека ова се дечиња нели од основно училиште. Ние работиме и вежбаме на часовите по хор и оркестар, кога ги имаме во училиштето. Така да си имаме редовни часови, меѓутоа хор не се прави од 2 месеци или 3 месеци, тој се создава, тој е еден процес голем. Меѓутоа песната може да се научи, песните што и да е, може да се научат за 2 до 3 месеци, затоа што се бара навистина на еден ваков ранг на фестивали, каде што од Верона имаме председател на комисија, од Веронската филхармонија, значи апсолутни слухисти кои бараат апсолутна изведба во однос на сите музички елементи што може еден хор или солисти да го исполнат. Многу бара труд, а најнапред љубов и желба. Бевте единственото основно училиште кое што се надпреваруваше. Бевте, односно учествувавте покрај професионални групи. Како изгледаше тоа? Така, значи, во самата најава на фестивалот, бидејќи ние, како што гледате, малку сме поголем хор, доека се наредивме на сцената, самата председателка на уметничкиот директор на фестивалот не најави како еден хор на основно училиште, кој работи со незината наставничка на часовите по музичко образование. Значи, чувството треба да го доживеете, резултатот се гледа, ако работите, дали тоа ќе биде во професионални води или во вакви аматерски као што сме ние, успехот ќе биде. Значи, таму имаше повеќе категории, повеќе мелоси, повеќе традиција од повеќе држави. Малезија, например, Естонија, тие исто така си ја покажа нивната, нели, песна, како би изгледало, па свира и плюс со нивните традиционални инструменти, но не да се фалам, меѓутоа нашиот мелос, македонскиот мелос, звучи и текако, не знам, посилно, има мок, има сила која допира до жирито најверојатно, до самата публика таму што е, така да чувство да сте аматер меѓу професионалци е многу убаво. И сакам секој тоа да го почувствува. Верувам дека го почувствува и нашите гледачи со вашиот ентузијазам и таа енергија која што ја давате со самиот говор. Сакам да слушнеме нешто повеќе за самиот настап. Имено во Италија бевте еден краток период во мај, ако не се лажам, и спроведовте изведба од сплет на неколку македонски песни. Така, значи, кога аплицираме на овој фестивал, има и категории солисти, вокално-инструментални групи, така да ние оваа година решивме да настапиме со сплет хорот и дел од оркестарот, да настапиме со сплет од 3 народни песни: На срце ми лежи мила мамо, Не стој доне донке и Брала му макапини.
а солистите ги пеа традиционалните наши во моментот ми се чини најубави песни. Море сокол пие, Калино моме, Заветна, Ѓурѓо, подсетете ме деца уште кои? Јовано Јовенке, кој публиката заедно со нас, значи ја пееше во публиката, имаше таму гости од Македонија и Босна и Херцеговина, и за прв пат едно пајдушко оро изведено на соло гитара. Секако ќе ја прашаме пред самиот крај соло гитарата Христина. Само да ве прашам, кога се вративте тука во училиштето, како ве пречека? Импресиите се големи. Значи, прво родителите еден поздрав до нив за големата поддршка, нели, од нивна страна, најнапред до децата, секојаш тие се на прво место, нели. Преубаво чувство, преубаво, сите ни честита, знаете како. И некако се навикнавме, бидејќи минатата година, кога учествувавме на овој фестивал истиот, освоивме второ место, иако во нашата категорија немаше доделено прво место. Така да оваа година си го достигнавме врвот и како може да не дочекат? Во најдобро расположение, со желба за поголеми успеси и понатаму. Професор, ке верувам дека ќе има уште многу успеси на овој училиште, дека ќе говориме вака во нашата утринска емисија преку вакво вклучување. Сега ќе преминам на соло гитаристката Кристина, која што и таа доби свој момент на слава. Христина, какво беше чувството да се учествува на овој фолклорен надпревар? Први неверојатно, а потоа бев навикната заради тоа што лани исто така бев на истиот надпревар. Меѓутоа беше возбудливо, убаво, полно со адреналин и полно со надеж. И со тоа дека знам дека можам и дека сакам да го постигнам тоа што го постигнав, дека ќе земам прво место. Први не ми се веруваше дека земав искрено, заради тоа што сепак е еуфорија по втор пат земам прво место и така, неверојатно би кажала. Меѓутоа, оваа година зема за соло гитарата, а минатата година зема за пеење. Соло пеење, така, соло пеење. Оваа година со гитарата решив да се испробам себе си заради тоа што прво и основно сум самоук и ми е мило и драго што знам дека можам. Самоук? Да. Никогаш не сум била на официјален час и за мене голем успех што успеав да стигнам до таа бина, до таа сцена, да отсвирам нешто што ми импресионирало мене. Да се надеваме дека ќе имаш уште многу шанси да освоиш и ти сакувам се разбира многу големи успеси во иднина. Благодарам многу. Сега на самиот крај, зашто сме овде дојдени, професор, ќе може да слушнеме самата изведба од неколку македонски песни, односно самиот сплет, па гледачите да видат за што станува збор. Секако и нека уживаат во оваа прекрасна изведба, денот да им започне со песна и да им биде убав како нашата изведба. Поведете.